како што видовте по промото, односно како што видовте во промото, веќе следува вториот разговор за ова утро. Нашата Искра со гостинот се веќе подготвени на своите места. Гостин во студиото во вториот разговор е Драги Змијанац од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Добро ви утро, добро ни дојдовте во утринската програма. Денес е светскиот ден за борба против злоупотреба на детскиот труд. Претпоставувам детската амбасада има низа активности, како ќе го одбележи овој ден? Па добро, со години наназад се занимава токму детската амбасада со 32 години по 365 дена. Така, да. Да, добро утро. Добро ве најдам. Да, сите ве знаат како основач на првата детска амбасада во светот Меѓаши, но јас би сакала да ве најавам како што ве пишува на Википедија. Така убаво некако ме е срочено, не секој Еден од основачите. Еден од основачите. Не секој го има на Википедија, таму вели Драги Змијанац, македонски општественик, хуманитарец и деец во невладиниот сектор. Така што има многу да се пополни на емисија само зборувајќи за вас, има само зборувајќи за Меѓаши, но со оглед на денот, меѓународниот ден на борба против злоупотреба на детскиот труд, мислам дека главен акцент секако ќе ставиме на тоа. Но за самиот почеток, мислам дека е најлогично да започнеме да дефинираме малку што значи злоупотреба на детски труд, затоа што тоа не значи само физичка работа. Да, мора да се направи дистинкција во употреба на детскиот труд за домашни обврски, задачи, помагање, во секој девиет, споделување со братче, сестричка, родители, баба, дедо и така натаму, и злоупотреба кога децата се принудени да питаат, да обезбедуваат екзистенција за своите родители, а има и уште полоши форми, сексуална злоупотреба, трговија со деца, па дури деца војници кои се принудени да војуваат во туги интереси. Самата дефиниција борба против злоупотреба на детскиот труд значи дека ја има оваа појава и дека треба да се бориме 365 дена. Инаку Конвенцијата 182, донесена од Меѓународната организација на трудот 89 во Македонија ратификувана 2002 и има многу што да се направи за да се подобри ситуацијата. Имаме ние наши препораки кои постојано ги насочуваме кон донесувачите на одлуки, тие кои креираат политики за добробит на децата, заштита на децата со секако буџетски импликации, а тоа е рано вклучување на децата во градинка. Да. Да, ја би зборувала малку подоцна за тоа, со оглед на тоа што нели самите велите дека за да се дојде до решението прво треба да се детектира самиот проблем. Сакам малку се задржам за ова околу самата дефиниција што споменавме, нели, и околу злоупотребата, и физичката работа, и детска порнографија, сексуална злоупотреба, деца војници особено. Дали сето ова што го наброивте го има кај нас? Се освен деца војници, бидејќи конфликтот заврши 2001, не сме во воена состојба. Меѓутоа се регрутираат деца во другите конфликтни подрачја во светот. За жал се повеќе такви ги има во светот и се повеќе се намалува границата на регрутирање на помладите во високо конфликтните воени зони. Ние од тоа сме поштедени, но не сме поштедени од детска порнографија, сексуална злоупотреба, трговија со деца, злоупотреба на детскиот труд, питачење, продажба на дребули и разни производи на крстосниците, испружени рачиња и граѓаните со право се чудо невидени што да сторат. Има интервентни служби во рамките на Министерството за труд и социјална политика кои треба да реагираат, но тука има дилема што да прават понатаму со тоа дете, дали да го одземат детето од родителите, дали на тие семејства да им обезбедат подобри услови за правилен раст и развој на децата. Затоа сакав да кажам дека со обезбедување на вработување барем на еден од тие ранливи категории кои трансгенерацијски се принудени тоа да го прават, нешто сакаат, треба да се смени нешто во тој дел. Тоа е кров над главата, вработување, едукација, едно дете на училиште, едно дете помалку на улица, но повторно ќе кажам затоа главниот поентата е во Министерството за труд и социјална политика, бидејќи се уште го води тој ресор.
Иако има тенденции да биде во Министерство за образование, бидејќи згрижувањето не е единствена работа што едно дете ќе го добие во градинка, облека, обувки, храна, спиење и така натаму, туку воспитување и образование, бидејќи треба да се смена животните навики на децата. Замислите едно дете кое е израснало во такви субстандардни услови, каде што било принудено да пита, сменете му го општествениот контекст, средината, обезбедете му сите образовни, социјални и економски други услови, да видите дали тоа дете ќе биде ќе пита, дали ќе биде злоупотребен неговиот труд, не само на детето, туку и на целото семејство. Да, нели постојано психолозите велат дека до одредена возраст кај детето влијае семејството, домашното воспитување, после го превзема улицата, но во овој случај после изгледа веднаш ги има превземено улицата, така што затоа е и неопходна таа промена можеби на амбиентот, за да стрекне други животни навики, така би. Јас зачнав околу одземање родителско право, тоа е последна мерка која треба да се направи. Тука има многу работа, значи и од воспитните, образовните и социјалните служби, околу обезбедување на соодветни услови на таквите ранливи семејства, каде што не наоѓаат поинаков начин да обезбедуваат екзистенција и некогаш и самото општество е соучесник и ги принудува. Значи не можеме ние да кажеме како некои политичари грдата слика на градот или во државата која ќе видиме деца со испружени рачиња. Значи нешто треба да се смени. Многу лесно се донесуваат акцијски планови, стратегии, но нема за тоа спроведување во пракса, нема доволно буџет за таков тип на активности и нема, би рекол, добра волја секогаш од страна на државата да го реши овој проблем кој со декади, со децении, десетлетија се случува од самостојувањето на Македонија до денес. Ниту една влада не успеала да го елиминира, би рекол, тој проблем. Тој проблем е поврзан и со економскиот статус на таквите семејства. Не сам што не се елиминирал овој проблем, но дали со текот на годините, ве рековте 30 и кусур години веќе се занимавате со оваа проблематика и сте многу активни, конкретно вие на ова поле, дали е нешто подобрено? Има подобрување, подобрувањето можам да го кажам дека под силно наше залагање дека има 2000 деца или 1500, 1000 зависи. Кој што се којдено питачат, така? Не, порано кој нема извод од матична книга на родени, деца фантоми. Значи, оперира едно време со бројки од 300, 330 и така натаму. Ние секојаш идевме со сива бројка од 5 на пута 5, помножена по 5. И мислам дека тој дел се работи. Она што е загрижува е отсуството на децата од образование, училиште. Што исто противзаконски. И исто да, задолжително основно средно. Јас би рекол треба да биде задолжително и градинката од 3-та година, за да можеме навремено да ги тргнеме децата, да ги оттргнеме од канџите на некогаш се случува да и криминални групи ги користат децата за обезбедување средства. Така да едно дете во градинка на време со други животни навики, со прикладна обувка, облека и интеграција во средината, тоа дете нема да го гледаме така често на улица или што помалку ќе го гледаме на улица, затоа што прво ќе му биде детето ќе си добие друга животна преокупација и она што треба да биде правилен раст и развој, нели многу често говорат меѓународните фактори дека првите 5-6 години се најважни на свет. Во правилниот раст и развој на децата, ние ако ги препуштиме, препуштиме во тие први 6 додека стигне тој до училиште, тој веќе може да биде регрутиран и за малолетничка деликвенција, и за криминал, и за трговија со деца и така натаму. Мислам дека мора тоа да се направи. Се надам ќе има сериозен исчекор напред со можниве промени во државата во Македонија и би требало ова да им биде фокус на сите идни влади кои ако сакаат да се пофала дека работа за добробит на децата, навистина да ги превземат овие мерки. При еден ваков комплексен проблем, очигледно е дека за нештата да профункционираат, потребно е во спрега да бидат сите. Значи, и сите институции, и секој од нас... Ова е добра поента. Медиуми со едукативни програми, што е злоупотреба, образовни, иако не секој може да има пристап до
до лаптоп, до интернет, и тоа е исто проблем. За пандемијата имаше таков проблем. Да, видовме исклучени деца од Да. образование, Фактички дискриминирани дигитална Да. писменост, а тие не може да пристапат до основно помагало. Значи повторно беа дискриминирани. Повторно Заостануваа. Сега има проблем повторно и со учебниците. И тие во печатена форма не се готови. И сето тоа влијае на квалитетното образование. Ние имаме професори, наставници, воспитувачи кои се високо мотивирани, си ја сакаат работата, но за тоа треба неколку предуслови, не само соодветна надокнада за нивниот вложен труд, затоа што децата насни се по 6 до 8 часа во училиште. Тоа се 200 дена во годината. Не секој родител е кадарен соодветно да го воспитува и образува детето, да му даде правилна насока. А и детето треба да е подобра верзија од родителот, така? Да, ама за тоа треба и услови, предуслови. Ако не се добијат предусловите дома во семејството, каде ќе се добијат? Во градинка, во училиште. Вие знаете, кам на многу деца воспитувачката им е рол модел. Наставникот, класниот, наставниците, некои дури деца и ги засакуваат предметите поради наставниците. Да. И ние после во животот се определуваат токму дури поради наставникот. професионално, да. И ние треба да ги чуваме тие кадри како многу важни, затоа што без квалитетно образование и мотивирани наставници ние можеме да ги изгубиме децата низ годините, не само што сме ги пропуштиле во првите 5-6 години, туку и до 18 години натаму. И тоа сакам да кажам, ако образованието се реши на квалитетен начин, тие деца кои биле злоупотребувани, треба да бидат рол модел на идните генерации од нивната средина, дека може со образование да се излезе од тој волшебен магичен круг на неписменост, сиромаштија и злоупотреба на детскиот труд. Сакам да ве прашам, еве конкретно за образованието, нели сега акцент ставате, нели токму на тој проблем. Законот е многу јасен, нели, задолжително основно, задолжително средно. Секојдневно ги гледаме на секоја раскрсница. Но не е задолжителна градинка. С градинката не, како воспитно згрижувачка образовна институција. Од таму се почне, но прашањето ми е друго. Застануваат и полициски автомобили, ги гледаат дека питачат, едноставно никој не реагира. Предпоставам дека треба некои просветни инспектори да има и тие да реагираат, така. Каква е целата процедура? Како би требало по правило во едно идеално општество да функционира овој проблем во моментот кога ќе видиш дете на возраст што треба во тој момент да биде во училиште, да не е во училиште? Добро, ми се допаѓа, сте се подготвиле. Има неколку проблеми. Прво, детето дури кога е во училиште може да отсуства од настава. Поради сезонска работа, тоа се случува мај, јуни, септември, октомври и така натаму. Јас не знам како успеваат да ги оправдаат наставниците, односно класните, децата, и како трудовите инспектори не забележуваат дека има трудова експлоатација на деца, и како просветните работници исто така реагираат во такви случаеви. Дали се санкционираат родителите кои ги злоупотребуваат деца? Дали родителите добијат некакви бенефиции од државата, бидејќи се во ризик? Дали државата ги санкционира со парични казни или пак со некакви прекршечни, или пак им го зема родителското право, е сложен процес, но повторно ќе кажам, сиромаштија, неписменост, злоупотреба на детски труд идат во круг и ние мора со економски активности на семејствата до едукација, со следење на нивното стварување родителско право, строг надзор, со вложување на воспитно-образовниот кадар на таквите ранливи категории, максимално внимание, со бесплатно градинка, вклученост, да не чека децата и нивните родители на некакви листи. И тука има дискриминација. Замислете, вработените родители имаат поголема предност од еден или невработени за да одат во градинка. Треба напротив да се направи една генерална програма каде што бенефициите ќе одат директно на таквите ранливи категории во градинките, иако градинките имаат символичен, би рекол, надомест спрема сите услуги кои ги добиваат, но за таквите деца треба да биде бесплатно. Ајде малку и околу другите институции. Тука е Центарот за социјални грижи. Не знам точно за колкава бројка станува збор кога зборуваме за деца чиј труд се злоупотребува, но има ли доволно капацитет социјалната служба да се грижи за нив? Во една недоволно организирано општество ќе се случуваат промени. Си одат младите од Македонија. Ние ако порано велевме има 15.000 деца, 5% не вклучени во образование и така натаму, бројката сигурно е паднато бидејќи нема веќе ни толку паралелки, ни толку деца. Да.
Им се олесно работата на некој начин, а дали гледаме резултатот? Не, сакам да кажем, не се вложува доволно во нашата сегашност и иднина, а очекуваме благосостојба на корисниците на нашите услуги, фактички, децата, кои сме обврзани да им ги овозможиме и институционално, и семејно, и ние како граѓанска организација исто така сме имале порано и прифатилиште за деца на улица и кои не одат на училиште и сме направиле обид неколку од нив да се вклучат во редовна настава, дури и откако ги пропуштиле првите години, и забележуваме дека и колку да има децата волја да одат на училиште, самите општествено-економски околности и ги попречуваат, значи нема овозможувачка околина тоа да се случува. И затоа цело време инсистираме, образованието е клуч и решение на овој проблем, секако со она што го нагласив неколку пати: кров над глава, вработување на родители, строг надзор на родителско право, именување на животни навики. Овие ваши предлози, да речеме, за решението не е нешто што прв пат сега кажувате, напротив, апелирате веќе подолго време. Какви се реакциите? Конкретно за кров над глава, за вработување на барем еден родител. Знаете како институциите функционираат, ако има финански импликации, им е проблематично се. Еве, например, за градинката тој е потребен поголем буџет, така? Да, и тие може да реагираат ако има меѓународни фондови, ако некој поддржува некакви програми, така натаму. Само иницијативно? Ние во државата треба да ги решаваме со нашите, бидејќи ние како граѓани го полниме буџетот и бараме одговорност од државата соодветно да ги троши парите за намени кои се неопходно потребни. И ако не се вложува за децата, а се трошат средствата за други намени, тогаш не сме одговорни и сериозни како држава. Ако сме ратификувале конвенцијата за правата на детето, ако сме ратификувале конвенцијата за најлоши форми на злоупотреба на детски труд, факултативните протоколи, очигледно дека ни не достига поголема посветеност и сериозност, затоа што ако до година повторно дојдам на гостување, говорам дека и се уште има деца чии труд се злоупотреба, ги гледаме на улица, продаваат, не одат на училиште, под високи температури се, со мајки со мали бебиња и така натаму. И тоа не знаеме чии се, обично ќе земат некое дете да го прошетаат само така. И тоа го евидентираме и ние само збориме за тоа, не се преземат активности, значи не сме доволно посветени и сериозни како држава и мислам дека не можеме да го положиме испитот. Кога доставуваме извештај до Комитетот за правата на детето, ние ги посочуваме овие проблеми заедно со Македонска коалиција за правата на детето, вклучени повеќе организации, над 30-тина. Од таму стигаат силни препораки од Комитетот до државата и државата треба да ги измени нештата за да не се повторуваат со следниот извештај. Но многу често забележувам дека многу работи се повторуваат. Тоа значи дека нема чекор голем напред, освен, морам да признам, за извод од матична книга на родените, тука се подобри ситуација. Но и таму можеше се случи една многу лоша ситуација, претпоставам, па од тогаш дека се случи така, откако ќе почне некој за жал, нели? Па добро, често се случува откако ќе се случат некакви трагедии или несакани, неочекувани состојби да се мобилизираат институциите, ама тоа и под притисок на граѓански сектори и медиуми, јавноста, значи тие повеќе некој се плашат од јавноста отколку од нивната совест и одговорност и ингеренции што ги имаат. Тоа им е задача, за тоа се платени, тоа треба да го работат. И па ајде кога сме кај јавноста, додека чекаме државата да профункционира, како ние, како единки, можеме да помогнеме. Прво да почнеме од она кога на некој начин за подобро се чувствуваме, ќе му фрлиме некому 50 денари, 100 денари. Што правиме со каква услуга му правиме на детето со тие 100 денари? Многу е неблагодарно да кажам дека со давање на средства ние сме соучесници и го поддржуваме, јас продолжуваме тенденцијата да биде детето на улица, а не во школската клупа, и да некој заработува на негов. Кој е тој некој? Па некогаш самите родители, некогаш тие што ги изнајмуваат, тоа треба службите да кажат, Министерство за внатрешни работи, интервентните служби во Центар социјална работа. И да ги изнајмуваат повторно родителите ги изнајмуваат, така? Значи, јас повторно ќе кажам, системски треба да се работи. Тука спрега интерсекторски треба многу фактори се вклучени се. Прво, еден успешен градоначелник не може да биде успешен ако се фали само со инфраструктура во местото каде што градоначалникува
има деца кои се исклучени од образованието или деца кои чекаат на листа во градинка или нема доволен офат на деца за вклученост во градинка. Тоа е неуспешност, според мене. И мислам дека не може веќе вака да помине, кој има градоначалници брз забележувам, бидејќи водиме една активност општини по мерка на децата, односно место за растење посветени на децата, се трудат градоначалниците многу да вложат во рано вклучување на децата во градинка, но немаат 100% офат. А ако немате 100% офат, а децата се исклучени од рано вклучување во градинка, тука сметајте дека во канџите на криминалот, на злоупотребувачите, на тие што ги користат децата за остварување на одредени средства и профит на нивниот грб, вребаат и тие тоа го исползуваат како слабост на системот. Јас за крај би прашала што можам јас, било која индивидуа која што сега во моментот гледа да направам како да се помогне. Ако ова не е помош, можете да му купите нешто за храна, знаете дека време ќе ја изеде, пари не. И можете да се јавите во Центар социјална работа, интервентна служба, не знам дали функционира уште бројот 15505. Нека се помачат малци, иако таму имаат проблеми со капацитети, нема доволно луѓе на терен и така натаму. Некако треба да се направи и медиумски. Мора да се покрива медиумски, затоа што само на тој начин може да влијаеме на свеста на граѓаните дека ово е сериозен проблем и дека сите заедно треба да го решиме. Дали, со оглед на тоа што вие ги детектирате проблемите, но и нудите решенија, дали може би имате направено некоја споредба или би пресликале нечие решение од друга земја која што го имал сличен ваков проблем, а нашло солуција? Се обидов да не го кажам тоа, ама ќе морам да го кажам. Нас град Скопје, ние конкуриравме во град Скопје токму за изработка на акцијски план и стратегија за решавање со проблемот со децата на улица и нивно рано вклучување во градинка. Таа стратегија не стигна до советниците на град Скопје, ниту пак кај градоначалничката, едноставно не знам каде е, можеби е некаде во ФИОКа, и беа потрошени средства да се изработи стратегијата, акцијскиот план, но реализацијата не, затоа што за секоја стратегија, акцијски план треба да се има и буџет, односно финансски импликации кои очигледно градот Скопје се уште не е спремен и подготвен да вложи во ова ситуација. Така да ние се уште ќе гледаме дечиња со испружени рачиња кои питаат и потоа ќе кажем на тој начин ако не се превземат нешто индиректно или директно, сите стануваме соучесници. Многу ви благодарам на ваше гостување и се надевам дека за една година, кога повторно ќе гостувате, дека малку ќе се помрднат работите. Јас очекувам, инаку ако нема поместување, нема смисла нашата работа. Ви благодарам уште еднаш што постоите. Благодарам. Ви благодарам и јас на двајцата за разговорот.